сите оние кои што во овој момент не гледаат и верувам дека и сите оние кои што после ќе го гледаат ова што денес ќе го разговараме во рамките на радио што се гледа. Наши денешни гости се две прекрасни дами кои што они доаѓаат од иста институција, од детски градинки Наша и Нина. Добар ден за Христина Трпчевска, директор на градинките, и за Елеонора Костовска-Јовановска, раководител, односно воспитувач во детската градинка Наша и Нина. Добар ден. Повод и причина е токму да зборуваме за грижата за нашите најмлади, најмали, и верувам дека таа грижа во институционално е најприфатлива со оглед на тоа што тука се групите на деца, кај што децата се социализираат, се дружат, учат најразлични програми и новини со цел да имаме ни добри граѓани во иднина. Но ќе започнам со Трпчевска со оглед на тоа што често се дискутираше, еве години наназад се дискутираше со Прилеп околу сместувачките капацитети за состојбата со уписот на деца. Сега веќе ја имаме бајка. Ајде на мало кратка вака анализа за тоа каква е состојбата со уписот на деца оваа година. Добар ден и од мене. Најпрвин да ви се заблагодарам за поканата. Оваа година во 52 групи распоредени се 1482 деца од предучилишна возраст. Во нашите објекти групите си функционираат целосно во претходно постоечките објекти, освен во објектот Бајка, каде што треба допрва да отвориме уште 3 групи за престој на деца од предучилишна возраст. Проблемот е лоциран во тоа што број на деца, затоа што притисокот за запишување на деца од предучилишна возраст е многу голем. Претходно листата на чекање ни беше негде околу 350 деца, меѓутоа сега е намалена на околу 70 деца. Како институција, значи, редовно вршиме анализа и можеме да кажеме дека сите деца кои се запишани не престојуваат постојано и секојдневно во групите, па затоа можам да кажам дека квалитетот не се губи и покрај тоа што имаме поголем број на деца во групите. Би дала збор и на Елеонора, зошто е наша денешна гостинка, токму заради тоа што таа неодамна е добиен, јас би рекла, и високо оценето признание за најдобар воспитувач во образованието за 2025-2025. Зошто велам дека е високо признанието? Затоа што е добиено токму од колеги, што е многу важно. Сојузот на просветни работници, и верувам дека тоа признание е исто така многу важно и значајно за вас. И затоа ми е прашањето, што представува ова признание од просветен работник на годината за 2024-2025 и како го доживувате тоа во контекст на вашата професионална емисија и работа со деца? Благодарам на Радио Пела, благодарам Бети за тоа што ме поканивте да зборувам за овој за мене навистина свечен момент, бидејќи моментот кога ја добив одлуката дека јас сум избрана за просветен работник на годината за 2024-2025 година во предучилишното образование, пред се ме преплави една таква емоција со која за прв пат и не знаев како да се справам во првите моменти. Тој еден позитивен стрес кој што сите ние сме го имале, можеби помалку или повеќе, но ова за мене беше навистина многу голем позитивен стрес. Сојузот на просветни работници, веднаш да кажеме дека е на ниво на држава, не е тоа тука локално избрано и тоа признание не е од Прилеп. Така, за жал ние се уште немаме огранок на Сојуз на просветни работници, како просветни работници. Можеби можеме понатаму да се стремиме сето тоа да го имаме како придобивка на локално ниво, меѓутоа за сега се уште не. И јас кога нивниот повик или објава кој што го имаја на нивната веб страна, преку кој не повикуваја сите просветни работници од различни дејности, значи предучилишно образование, оделенска настава, предметна настава и така натаму, одлучив да се пријавам еве ова година. Искрена да бидам, свесна сум колку конкуренцијата е голема.
а се доделува само една награда, едногодишна, нормално. Исто така, гледајќи ги критериумите кои требаше да ги задоволам за да се одлучам да се пријавам, колку многу се високи, сепак не се поколебав, туку мислев дека да, јас можеби можам да пробам. Ако не годинава, тогаш можеби до година. Меѓутоа, самата помисла дека имаш доволно постигнато за да можеш да покажеш колку се си вложувал во изминатите години е охрабрувачки за да можеш ете така да конкурираш на една таква објава, а понатаму бидејќи помина долго време до донесувањето на одлуката, скоро цело лето, конкурирав некаде јуни месец, во сите овие случувања, па и почеток на година, нели септември месец, прием на деца, адаптација, работни обврски, ја просто и заборавив дека имам и конкурирано, така да одлуката беше навистина, пак ќе речам, позитивен стрес и голема радост за мене. А што конкретно значи? Потврда на целото мое вложување во изминативе, како што, да речам, бара Сојузот на работници, минимум 15 години, јас ги имам повеќе од 15 години тука како практичар во наша иднина. Потврда која ми кажа да, оваа година ти си достојна да ја понесиш оваа награда, бидејќи навистина покажа дека имаш огромни вложувања, не само како практичар во работата со деца, туку и во целиот твој професионален развој. Како треба да се заслужува признание? Со континуирана, постојана работа. Јас секогаш се водам од една мисла, Мајка Тереза многу ја читам и така низините мудрости многу пати може да ме поттикна во било која област, доколку сакам да се остварам или сакам да покажам резултати. Посебно во нашава работа и секогаш кога имаше моменти кога на колешките им држев обуки и знаев многу често да му повторам колку и да мислите дека во една работа која ја работите не постигнувате во моментот резултати и вашите резултати не се видливи, не очајувајте. Не очајувајте. Само продолжете да работите. Таа мисла, секогаш се водам од таа мисла, затоа што во нашата работа, во работата со деца, пред се најглавен фактор е љубовта. И немаме ние секогаш резултати, видливи резултати. И не многу често и ја верувам дека сите колешки и колеги би се сложиле со мене. Еден ден може да биде многу напорен, меѓутоа на крај на денот да помислиме дека ништо не сме постигнале. Напротив, не, многу сме постигнале. Ако секој ден, она што претходно го кажав, континуирано работиме, се вложуваме, размислуваме, бидиме тука присутни за децата, го следиме интересот на децата, резултатите покасно сами ќе се дојдат. Вака како што зборувате, значи инспирира и мотивира ваквите признанија. Што значи за една вакво едно признание на човек од вашата установа? Што значи за вашата јавна воспитна установа? Вакво признание на еден човек? Во секој случај, значи, јас и колективот во наша иднина, веќе сме ги виделе квалитетите на нашата колешка и горди сме што таа е наш соработник, што постојано се вложува во работата и придонесува за зголемување на квалитетот во нашата институција.
И јас би се надополнила на незиното образложение, значи макотрпната работа е секојдневна кај нас, затоа што ги воспитуваме, образоваме и се грижиме за идните генерации, меѓутоа ефектите ќе се видат подоцна. Кај нас резултатите не се видливи веднаш, меѓутоа понатаму бенефит ќе има општеството од нашата макотрпна работа. Како се адаптираат програмите за да одговараат на индивидуалните потреби на децата, особено во контекст на инклузија, на различни развојни нивоа на децата, доаѓаат од различни културни, семејни, средини и така натаму. Како го успевате сето тоа да го компонирате за да може да имаме квалитет во дечињата, бидејќи тие потоа преминуваат и во училишна возраст, нели? Видете, значи сето тоа се спроведува во пракса затоа што имаме за основа една програма за рано учење и развој која во глобала е на добро и високо ниво напишана. Сега се уште работиме по неа. Во неа се запишани сите стандарди, индикатори, односно показатели до каде се децата со нивниот развој. Имаме инструменти за следење на детскиот развој во досието на детето. Во програмата за рано учење и развој која е достапна на веб страната од Министерството за социјална политика, демографија и млади, исто така се запишани сите цели кои треба да се постигнат, очекуваните резултати, исто така имаме примери за активности, меѓутоа сето тоа за да биде склопено во една целина и да одговара на сите деца, се подпираме исто така и на креативноста на нашите колешки. Затоа што скоро сите колешки кои работат кај нас во дејноста со деца, со предучилишно воспитание и образование се многу креативни. За децата Во рамките на бројките сега малку ги навлезам, ни недостасуваат ли воспитувачи? Во моментот во нашата институција воспитувачи не ни недостасуваат, меѓутоа ни недостасуваат негователи. Таа форма во случајот, таа структура или професија. Да. Кога зборувате сега за програмите, ќе вклучам и Елеонора во рамките на овој дел, колку родителите помагаат, денешните родители? Еве сега една моја пријателка рече, ми требаше многу куп документи да изведам за да го запишам детето во градинка и така натаму. Што треба да знаат родителите? Се вклопуваат во работењето? Има ли родители кои што не се вклопуваат во делот на ова што е програма за работа и грижа на децата? Верувам дека тие се исто така клучен елемент. Значи, триаголникот воспитувач или неговател, родител и дете е многу битен за напредокот на детето, затоа што сите ние работиме и живееме за напредокот на предучилишните деца. Ние како кадар, односно вработени во градинките, на родителските средби, но и во секојдневните контакти со родителите, ги запознаваме со целите, стандардите од програмата за рано учење и развој, и со работката на родителите се трудиме да ја подкрениме на едно повисоко ниво. Родителите се вклучени во многу активности што ги реализираме секојдневно. Дали во театарски представи, дали во работилници, дали во посети, имаме добра соработка со родителите, можам да оценам, читајќи ги извештаите на колешките, меѓутоа сметам дека и понатаму треба да се трудиме да ја подкрениме на повисоко ниво соработката со родителите, затоа што и градинката не е само институција каде што детето ќе си поигра или ќе добие поручек и ручек и ќе се наспие. Ние многу повеќе правиме од тоа, значи ги подготвуваме децата преку различни игри и активности, им даваме животно искуство, ги подготвуваме за понатамошниот живот. Исто така во последниве години сме многу посветени на социоемоционалниот развој на децата, затоа што од мали сакаме да ги научиме децата да се ги препознаваат емоциите, да се прифаќаат себе си, да си го наоѓаат своето место сега во моментот на предучилишна возраст во групата, а понатаму низ образованието во различните одделенија, секако и во животот. Јас сега во рамките на наградата, бидејќи го добивте тоа признание, кои методи или пристапи ги сметате вака најуспешни во вашето работење во воспитно-образовниот процес кај децата во предучилишна возраст, некој професионален совет? Методи и форми на работа имаме многу. Многу во смисол ставени на хартија, ставени во програмата. Меѓутоа, ако се држиме исклучиво до тие форми и методи на работа, тогаш ние ќе бидеме крути,
тогаш нашата работа нема да биде флексибилна, тогаш тоа ќе значи дека ние сите деца подеднакво треба да ги третираме. Во тој случај би се исклучил најосновната би се исклучила индивидуалната форма на работа. Зошто? Затоа што секое дете во нашата група е различно. Секое дете има своји различни потенцијали. Ние сме тие кои треба прво да ги откриеме, да ги детектираме, да разговараме со родителите, што значи за едно дете да има одредени потенцијали, например, во група од 2 до 3 години, во група од 3 до 4, од 4 до 5 или од 5 до 6 години. За мене лично, кога веќе зборуваме за различните групи на деца, сметам дека најголем предизвик е групата од 2 до 3 години. Во таа група, не само што адаптацијата на децата на почетокот на годината, кога ги примаме во градинка, е тешка. Најголемите предизвици во работата за нас како воспитувачи се токму во таа група. Во таа група треба да ги откриеш не само потенцијалите, туку треба да откриеш можеби и оние потешкоти кај некои деца што се јавуваат во одреден аспект од нивниот развој. Зошто? Затоа што тука се гледа нашата големина или нашата професионалност, кога на време на родителите ќе му биде укажано каде поточно треба да се превенира. Затоа што, знаеме, раната превенција во развојот на децата може многу понатаму да има големи успеси ако се тргни на време во соработка со стручни работници, соработници и така натаму. Понатаму, оно што сакавте, беше прашање на мене, тоа најправим до директорката, а сакавте да ме вклучите и мене за програмите. Ние сме постојано, како воспитувачи, во соработка и со нашите стручни работници и соработници. Таа соработка не е безпрекорна, иако можам да кажам дека убаво е и да ги имаме повеќе, како стручни работници во нашата институција, за да ни бидат подостапни на сите нас. Се консултираме, имаме постојани средби, имаме постојани консултации, каде треба да реагираме, на каков начин да реагираме, кои методи и форми да ги употребиме. Сигурно дека се трудиме таа програма, која што нас ни е дадена од нашето министерство, да ја прилагодиме за различните потенцијали на децата кои ги носат во нив. И сега би ве прашала и двете, како воспитувачи, како луѓе кои што долго години се грижите за воспитувањето на децата во предучилишна возраст, каде денес, во денешно време, има најголем проблем кај децата? Во што се состои потребата и важноста за вие да делувате и да го промените нештото, за да може да биде тоа дете веќе вклучено понатаму во училишниот процес? Што недостасува кај децата? Каде грешат родителите во тој дел? Ова е веќе правото прашање, кое требаше да ни го упатите. Кај децата не недостасува ништо. Децата си се раѓаат како деца, такви какви што ги дала природата. Недостасува неинформираност кај родителите. Недостасува можеби, не сакам да звучам грубо, ако кажам неинформираност, недоволна грижа. Повторно ќе речам, простете сите родители кои можеби нема да се пронајдите во оваа категорија, меѓутоа јас од она што како практичар го забележувам, можам да се земам за слобода и такво нешто да кажам. Многу често сме сведоци
на тоа како децата ни ги носат во градинка со телефонот во раце. Децата се во раце ги носат кренати, значи не му дозволуваат да одат, не му дозволуваат да едноставно не разговараат по патот до градинка со нив. Додека седат во колата и ги носат во градинка, му ги даваат телефоните само за да има мир, нели мисла дека на таков начин ќе му го задржат вниманието или ќе го оттргнат од моментот дека дошле до градинка за да избегнат, за да го заобиколат онај свој стрес кој вообичаено го имаат, нели детето плачи, негодува, не сака веднаш да влези во група, да се оддели од родитело. Не. Значи, сосема погрешно. Погрешно. Родителот треба цело време да биде тука со него. Во ред може би се тука со него во вториот дел од денот, кога не се децата во градинка. Но ја би рекла дека секој момент родителите треба да бидат тука. Постојано треба да ги освестуваат децата за она што му се случува, да ги освестуваат за тоа дека треба да станат, дека и дури и станувањето наутро и спремањето во градинка треба да му биде рутина. Дека ова е нивна одговорност, дека до тука се твоите права, понатаму ова е наша одговорност и ние имаме право да одлучуваме за тебе, мора да одиш во градинка и така натаму. Кога сетото на детето би му се повторувало, а не би му се одземало вниманието со телефонот и со тие игри или цртани филмови и така натаму, во тој случај детето многу повеќе и многу побрзо би станало свесно за работите кои се во неговото обкружување, така? Грешки има, за ова би можеле да зборуваме многу повеќе. Ова само јас што би можела да спомнам како една од грешките која ја гледам, кои родителите го прават. Упатуваме забелешки, упатуваме совети, многу често и на родителски да ги повикуваме нашите стручни работници и соработници. Пак ќе речам за да укажат на многу работи преку различни предавања. Меѓутоа, сепак мислам дека свеста треба уште повеќе кај родителите да се подкрива. Рековте, ова е триаголник, родители, институција, воспитувачи и така натаму. Еден од краците, значи, треба да се подобрува. Вие ја имате целата слика на сите градинки, на сите објекти. Колкав процент од родителите ги слушаат вашите совети во интерес на детето? Видете, тоа во секој случај индивидуално. Значи, зависи од начинот на кој ќе му се пристапи на родителот. Ние секогаш се трудиме да биде професионално, поддржано со примери од секојдневниот престој на детето во градинката, поддржано од мислењето на нашите стручни лица, но индивидуално е како го прифаќаат тоа родителите. Во секој случај и мојот апел до родителите е да поминуваат повеќе квалитетно време со своите деца, да разговараат повеќе со нив, затоа што користењето на екраните секојдневно и во долги временски периоди го гледаме секој ден во нашата институција. Децата веќе имаат многу помал фонд на зборови, не знаат да се изразат. Нашите логопеди работат скоро со секое дете што е примено во нашата институција и сметам дека родителите треба да се освестат и јас како колешката би се извинила на тие родители што не се во оваа група, меѓутоа состојбата зборува дека навистина е време децата да се тргнат од екраните и да се посветува повеќе внимание на нивниот развој. Користат ли телефони децата во вашата градинка? Можат ли да ги носат своите телефони? Не е дозволено користењето на телефони. Да ни биде јасно, вака. Не. Така. Зборуваме и за тоа, правите и многу проекти во кои што луѓето сакаат да помогнат и донираат во подобрување на квалитетот на услугата која што ја нуди детската градинка наша и нина. Најчесто тоа е поврзано со безбедноста и здравјето на децата во градинките. Кои чекори се преземаат на овој план? Значи, ние како институција секоја година обновуваме инвентар, вршиме поправки,
имаме тековни одржувања и така натаму, меѓутоа се кај нас се користи секојдневно и максимално и затоа сме отворени за соработка. Многу сум благодарна до бизнис секторот во нашиот град затоа што детектирале едно поле каде што од срце донираат и донираат на вистина потребни работи за во детските градинки. Некојаш знаеме за тоа, некојаш не знаеме, сега дознавме дека донираат прочистувачи на воздух, нели? Да, последната донација беше од Ротари клубот, значи се почесто се зборува за загадениот воздух. Овој пат примивме донација од 21 прочистувач на воздух за 21 занимална во објектот Мирчаце во населбата Вишне и во објектот Бончејца. Но верувам дека ќе има и други такви донации и токму тоа ми беше прашањето во каква состојба се наоѓаат објектите, 4 или 5, колку ги имаме објекти во детската градинка. Вкупно имаме 7 објекти, во глобала се во добра состојба, значи редовно се молерисува, редовно вршиме обнова на инвентарот, како во кујните, така и во занималните. Редовно почнавме последниве неколку години да вршиме промена на подовите и така натаму. И кога сме сега за уписите, дали уписите се уште траат, можат ли да се запишат дечињата во детска градинка со оглед на тоа што 1 септември почна и така натаму, но има ли се уште време и кои се условите да родителите ги сместат своите деца во институцијата детски градинки, иако тоа е право на секое дете, но има ли некакви правила кои што треба да се испочитуваат? Согласно Законот за заштита на деца, значи упис на деца се врши во текот на целата година, ние не сме ограничени како училиштата. Значи листата на чекање се попълнува во текот на целата година. Комисијата за прием на деца се состанува еднаш месечно, таму каде што имаме детектирано дека согласно одлуката на Советот на општина Прилеп имаме простор за примање на нови деца, се примаат нови деца. Критериуми за упис се неколку, изгласани се со одлука на управниот одбор, двајцата родители да бидат вработени, потоа корисници на социјална помош, потоа семејство каде што дете има или некој друг член на семејството е болен и така натаму. Јас сметам дека интересот за запишување во детска градинка најмногу зависи од два фактори. Првиот фактор е тоа што цената е навистина многу ниска и многу години не е променета, а вториот фактор што мене особено ме радува е тоа што се зголемува свеста за значењето на предучилишниот развој на детето. Затоа што сето тоа што му се сервира и се случува во детската градинка, колку и да се трудиме дома, колку и да сме посветени, ние не можеме да го постигнеме. Тој живот во заедница со врсници, секојдневно реализирање на различни активности, подготовка за понатамошниот живот, препознавање на емоции и така натаму. Да, и како што рече Елеонора, значи има можност детето да научи и како треба да ги обавува своите обврски, дека да има обврски да стане наутро, бидејќи тоа ќе му треба за училиште, па за на работа и така натаму. Значи од мали нозе учиме за креирање на позитивни здрави луѓе во заедницата. Брзо ни оди луѓе со животни вештини. Да, брзо ни оди овој разговор. Сите овие теми што вака малку ги зачнавме, можеме дополнително да дискутираме и да разговараме и со други воспитувачи. Се разбира поврзано за состојбите, за емоционалниот развој на децата и така натаму, како градиме луѓе во заедницата, ова што сега го кажавте. За крај вака, што би им препорачале на младите воспитувачи кои допрева започнуваат со оваа благородна професија во контекст на вашето признание заради тоа? Еве повторно истото. Колку и да мислите дека не се забележува од самиот почеток вашата работа, сигурно дека понатаму ќе има резултат. Во секој случај вреднуван може да биде трудот, меѓутоа не очајувајте, продолжете само да работите. Оти ќе создадете добри луѓе, претпоставувам. Апсолутно. Ви благодарам, две прекрасни дами што не бевте дел од радио што се гледа. Отворено е секој студиото за вас, за да можеме да дадеме одреден совет, да можеме да едуцираме, да можеме да помогнеме, се во интерес на заедницата. Ви благодарам уште еднаш што не бевте. Ви благодарам. Ви благодарам.